Промовирани резултатите од проектот за ново формираните бизнис центри за поддршка и консултативни услуги за мали и средни предпријатија, кои имаат цел за поддршка на бизнис секторот во регионот во насока на поттикнување на економскиот раст и развој во регионот. Имаме изработено водич за инвестиции во Источен плански регион со мапа на слободни индустријски зони, економски зони. Паралелно со водичот е изработена и програма за поддршка на мали и средни предпријатија со акцијски план, со активности кои што центарот и бизнис центарот во склоп на нашиот центар треба да ги реализираат во оваа година и почетокот на наредната година. Беа организирани повеќе од 10 информативни советодавни настани на теми кои што се актуелни за малите и средни предпријатија, за невработени лица, за невладини организации. Изработен е интерактивен веб портал кој што секојдневно го ажурираме и на кој можете да најдете доста информации околу слободните индустријски зони, информации околу потенцијалите на регионот, можностите за инвестирање во регионот, приоритетите што ги има регионот, програмата за развој на планскиот регион, која што е петогодишен стратешки документ. Одржавме школа или камп за млади предприемачи и иновации. Се одржа во 2 турнуса. Еве денес на настанот се присутни сите учесници на овој камп за млади предприемачи и иновации. Ќе ги поделиме сертификатите на учесниците во кампот. На завршниот настан беа презентирани и иновативните идеи кои беа дел од проектот. Значи, главна цел ми беше кога децата да немат страф од тие некои методи што ги правиме, например како мерење на притисок, мерење на температура. Sweat Bear, така се вика мојот производ, значи тоа е мече кое што ќе нуди модернизација. Значи кога детенцето ќе го гушне мечето, да може да се измери автоматско, значи температурата. Истото доколку например температурата е покачена, веднаш ќе се синхронизира значи на телефонот на мајката, односно на смартфонот. За тоа што ќе нуди модернизација, а истовремено, значи мајката во секое време ќе има преглед на виталните периметри на детето. Главната цел на проектот е да се постигне конкурентност меѓу планските региони. Во нареден период ќе се вклучат и ГИС ред. Исто така се вклучени 5 регионални центри, во нареден период ќе се вклучат уште 3. Инаку проектот има техничка и финансиска поддршка од UNDP од Министерството за локална самоуправа.